Возила таму кај се работи. Добро. Добре дојдовте, што правите? Добре сте? Јас сум Добар ден, дека сме во Сенка веднаш. Кажуваше после били кај тебе се доволен. Иначе, едно 30 година нови работувања. Добар ден на сите. Пред се почитуван градоначалник на општина Газибаба, господин Борис Ѓорѓиевски, но најмногу почитуван председател на управниот одбор на Прилепска пивара, господин Кирил Самарџиевски, можам слободно да кажам, легенда во македонската индустрија, извршен директор на Прилепска пивара, господин Сашко Самарџиевски, почитувани дами и господа, почитувани медиуми, и имам честа и задоволството во мое лично име и во името на владата на Република Македонија да им го честитам од почнувањето на оваа инвестиција, која што еве веќе е во некоја фаза на градба на Прилепска пивара. И можам да ви кажам дека за човек кој што доаѓа од индустријата во владата, за мене секој ден кога нешто се гради е празник. Бидејќи само така може да се развива економијата на една држава. Сите ние зборуваме за растот на бруто домашниот производ или GDP, како што го викаме популарно, нели, од англиска скратеница. И ако ја видите структурата на тоа GDP, ќе видите дека таму 4 основни генератори се на бруто домашниот производ. Првиот генератор е трговијата и размената, вториот е земјоделието, индустријата и градежништвото. Да, сите тие 4 се влијателни. Градежништвото е исто така влијателно, со вакви инвестиции се подига и градежништвото, меѓутоа уште поважно е што единствен и најстабилен критериум за растот на бруто домашниот производ е индустријата. Таа дава долгорочни резултати, бидејќи градежништвото, да, во дадени моменти, ако отворите многу проекти, може да даде моментални резултати и импакт, меѓутоа, ако тие проекти се нефизибилни, во тој случај прави моментален позитивен импакт на бруто домашниот производ, ама прави долгорочни проблеми ако нема тие пари како да се вратат. Оваа влада ќе биде посветена само на физибилни проекти. Посебно важно е ако тоа градежништво се заснива на приватна инвестиција, како што е оваа, и затоа ние оваквите инвестиции без никаква резерва ќе ги поддржуваме и ќе ги охрабруваме да настануваат. Но пак ќе се вратам на она што е важно. Ова инвестиција не е во функција на градежништвото, ова инвестиција е во функција на индустријата. Бидејќи преку оваа инвестиција Прилепска пивара треба да овозможи и да обезбеди поголем пласман на своите производи. А тука Прилепска пивара е еден добар пример во Република Македонија. За последните 10 години тие го удвоија своето производство и својот приход. Тие направија една добра, би рекол, показна вежба во Република Македонија како се брендира производ, како се позиционира компанија, и јас можам само од оваа позиција да им посакам многу успех и среќа во нивното понатамошно работење и да повлечам уште еднаш дека владата на Република Македонија ќе биде само поддржувач на оваквите проекти и секогаш ќе биде пријател на индустријата и економијата за се што нив ќе им биде потребно. Во последно време слушнавме неколку нивни идеи поврзани со акцизата на пивото, ние сериозно ги разгледуваме. Јас со мојот кабинет ќе бидам исклучително поддржувачки настроен према таа идеја и мислам дека ќе најдеме разбирање да таквите проблеми ги решиме, бидејќи не треба да ги гледаме само директните импакти, него треба да видиме индиректно како ќе има импакт и врз развојот на индустријата и економијата, а индиректно, нормално, покасно и за полнење на буџетот на Република Македонија. Кратко речено, значи, уште еднаш нека ви е со среќа. Се надевам дека овој објект ќе придонесе да вие ја зголемите вашата продажба, со самото тоа ќе го зголемите вашето производство и сите други економски атрибути во државата. Една куќа се прави камен по камен, ова е еден камен во економијата на Република Македонија и само со луѓе кои што имаат предприемачки дух, луѓе кои што имаат приватна иницијатива, може солидно да се гради економијата во државата. Тоа е вистинскиот пат на кој што ние ќе бидеме посветени само да ви помогнеме. Ова е ваша инвестиција и уште еднаш нека ви е со среќа и честито. Благодарам. Почитуван заменик председател на влада на Република Македонија Кочан Ѓушев, почитуван
директор на управниот одбор, Кирил Самарджиевски, директор на Пилевска пивара, почитувани гости. Исклучително ми е чест денеска што можеме општина Газибаба да ја провираме како општина за идните инвеститори и препознатлива за истите. По неколку крупни капитални проекти кои отпочнаа да се реализираат во нашата општина. Денеска оваа чест која што ја имаме во делот на најавувањето за изградата на нов дистрибутивен центар за пиво и безалкохолни пијалници кој што ќе се простира на површина од 5040 метри квадратни под објект и 11500 квадратни метри со локација во Идризово. За нас представува од исклучително важност за локалната економија и за она што представува како порак импакт за наредните вложувања. И нашата мисија е да створиме амбиент и услови подеднакво за сите, и за домашните, и за странските компании, за да можат својот иден дел да го остават на тлото на нашата општина. Секако, од исклучително значење дека токму Пилевска пивара од сопствени средства одвои 3,5 милиона евра за новиот дистрибутивен центар и ќе возможи вработување на над 35 лица со различни профили и различен степен на образование, кој што директно ќе влие и околу делот на намалувањето на невработеноста и младите луѓе кои што чекаат работа да не останат во Република Македонија и во општина Газибаба. Јас како градоначалник и општина Газибаба и понатаму ќе бидеме верен партнер на сите идни домашни странски инвеститори кои што сакаат својот бизнис да го пласираат на територијата на општина Газибаба. Газибаба е мојата последна визија која што ќе треба да биде најиндустријската развиена општина во Република Македонија. Тоа била и ќе биде. Јас со мојот тим ќе работам напорно во правецот на подобрувањето на сите можни услови за работа на сите домашни и странски фирми. Ви благодарам и со среќа некаде. Благодариме, градот Анџушев и градоначалникот на општина Газибаба Борче Ѓорѓиевски. Се решивме да го продолжиме поранешниот дистрибутивен центар, кој во почетокот размислувавме дека може да биде ризично. Огромна површина, продажбата не беше како што треба, меѓутоа, особено младиот стружен кадар во Пилевска пиварница, наша не замени, направи повеќе од очекуваното и се наметна потреба, та природна потреба за проширување. Во тоа размислување, рековне, најблиско е до постојниот објект. Ова беше земјоделско земјиште и одлучивме од приватни собственици да го купиме. Површината е 11.500 квадратни метри, а само под кров е 5.040 метри квадратни. Во оваа прилика сакам да истакнам, пред да веќе подпишеме и да дајме рака за купување, мојата информација што ја слушав беше за да се пренамени од земјоделско во градско земјиште, велеа малце насмеа минимум година, максимум година. Се обративме до градоначалникот на Газибаба и му кажавме за нашите намери, меѓутоа ова роков некако не ни вајчеше умот. Вика, слободно влегувате во бизнис, за 2 месеци градежната дозвола ќе ви биде издадена. И ја во оваа прилика му честитам, благодарам на неговата ажурност, ефективност, да речем и динамичност, која за рекордно кратко време успеа да ни ја обезбеди. Ви благодарам на сите, да се надеваме дека ќе биде успешно, а уште ова да кажам дека се очекува да се вработат, особено од оваа општина, некаде околу 30-35 луѓе, пред се магазински работници, комерцијалисти, вилшкаристи и така натаму. Од сите профили. Благодарам уште еднаш.